Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес продолжуваме со проучување на глава 20 од книгата Излез. Минатиот пат размислувавме за 10 заповеди кои Бог му ги даде на Мојсей. Тие се дел од така наречениот морален аспект на Божиот закон. Во останатиот дел од оваа глава, Бог му дава на Мојсей упатства како да го изгради жртвеникот. А во следните неколку глави ќе читаме за општествените правила и принципи кои исто така се дел од Божиот закон. Сега ќе продолжиме со обработка на глава 20. Ефектот од Божјата објава. Ќе ги прочитам стиховите 18 и 19. И сиот народ ги гледаше молњите и пламенот, и гласот на трубата што трубеше, и ја гледаше гората што се димеше, и откако го виде тоа, народот се уплаши и се оддалечи. Па му рекоа на Мојсей: зборувај ни ти, а ние ќе слушаме, но да не ни зборува нам Бог, за да не умреме. Минатиот пат спомнав дека моментот кога Бог го даде законот воопшто не беше пријатен. Има луѓе кои мислат дека давањето на законот беше пријатно искуство за израелците. Не сум сигурен дека е така. Забележете што пишува во стиховите кои што туку ги прочитавме. Мојсей вели дека имаше молње, пламен, дека нешто димеше од гората, а и во некои од претходните стихови пишува дека гората се тресеше. За израелците ова не беше пријатно, туку страшно искуство. Затоа побараа од Мојсей да биде посредникот, бидејќи се плашеа дека ќе умрат ако Бог им зборува директно. Стих 20. А Мојсей му рече на народот: не плашете се, Бог дојде за да ве испита и стравот негов да биде во вас, за да не грешите. Законот е многу висок стандард, бидејќи е совршен. И не само тоа, туку бара совршенство од оние кои ќе му се потчинат. Токму затоа секој кој не живее совршен живот не смее да каже дека е спасен преку почитувањето и исполнувањето на законот. Законот бара совршенство кое никој не може да го достигне. Јас сум му благодарен на Бог што и покрај тоа што сум далеко од совршенство, тој сепак ме сака и ме спаси поради неговата благодат. Слушнете што пишува во стиховите 21 до 23. И народот стоеше подалеку, а Мојсей појде кон мракот, каде што беше Бог. И Господ му рече на Мојсей: вака кажи им на синовите израелски: вие видовте како јас зборував со вас од небото. Не правете си сами сребрени богови, ниту златни богови не правете сами за себе. Ова е многу важен аспект од Божјото откровение дадено на човекот. Зошто Бог им кажа на израелците да не прават кипови и слики? Според мене, сакаше да им даде до знаење на израелците дека тој е свет и славен Бог и нема начин како да се насликаат неговата слава и големина. Сите други народи се обидуваа да ги представат своите богови преку цртежи и кипови. Но израелците требаше да принесат поинаква порака. Дека Бог е толку голем и величествен, што луѓето не можат да ја доловат неговата убавина. Упатства за изградба на жртвеникот. Следните стихови се однесуваат на изградбата на жртвеникот. Бог им ги даде 10 заповеди на израелците, но исто така им кажа дека треба да изградат и жртвеник. Ова е многу слично на мијалникот кој го имате во вашиот тоалет, веднаш под огледалото. Огледалото ви помага да сватите дека на вашето лице имате некаква дамка, а мијалникот ви помага да ја отстраните. Божиот закон е огледалото, кој ни го открива Божиот свет стандард и нашата грешност. Законот е совршен, а ние луѓето сме далеко од совршени. Законот ни помага да сватиме дека сме валкани. Но фала му на Бог и за мијалникот, односно жртвеникот на кој можат да се принесат жртви за простување на гревовите. Жртвеникот е всушност предслика на крстот, каде беше пролеана крвта на Исус. Во следниот стих ни е опишана целта и намената на жртвеникот. Забележете дека Бог им заповеда на израелците да направат жртвеник уште пред да имаат шатор каде ќе го постават. Ова е првиот жртвеник кој беше направен од земја. Тоа значи дека за разлика од оној жртвеник кој ќе се користи во шаторот, овој не беше подвижен. Стих 24. Направете ми жртвеник од земја и на него принесувајте ми жртви сепаленици и жртви спасителни, овци и јунци ваши,
на секое место каде што ќе определам да се спомнува името мое. Ќе дојдам кај тебе и ќе те благословам. Во овие стихови се уште не се спомнува принесувањето жртви за грев. Затоа можеме да читаме во книгата Левитска, каде се опишани различни закони поврзани со жртвопринесувањето. Сите жртви, за кои читаме во Стариот Завет, се само предслика на Христовата жртва, преку која можеме да се помириме со Бог. Системот за жртвопринесување требаше да им даде на израелците до знаење дека Бог е сериозен во однос на гревот, но и дека може и сака да го прости. Жртвеникот за кој читавме во стиховите требаше да биде направен од земја и на него да се принесуваат жртви сепаленици и жртви спасителни, овци и јунци. Тоа значи дека израелците правеа жртвеник секој пат кога се движеа во нова област од пустината. Стих 25. Ако ми направиш жртвеник од камен, немој да го зидаш со делкан камен. Зашто, штом ќе повлечеш до него сечиво, ќе го оскверниш. Ова звучи навистина чудно. Бог му кажа на Мојсеј дека жртвеникот не треба да се обликува или обработува со какви било алатки, туку само треба да се направи и врз него да се принесуваат жртви. Живееме во време во кое се повеќе се обидуваме да ги уредиме и збогатиме црковните згради и богослужбите со различни ефекти и уреди. Не дека има нешто лошо во тоа, но сметам дека може да има опасност. Опасноста е да се става поголем нагласок на тие нешта, отколку на суштината на верата. Во денешните цркви се почесто се зборува за тоа како треба да изгледаат нештата и колку се треба да биде средено. Тоа некогаш може да го насочи фокусот на луѓето кон светлата, бината, инструментите и стилот на музика. Повторно ќе напоменам, немам ништо против тоа да се даде најдоброто за Господ, но во сето тоа треба да бидеме многу внимателни, нашето внимание да не биде насочено кон се останато, наместо кон Бог. Интересно е тоа што сите тие обиди речиси никогаш не помагаат да го досегнеме неспасениот свет. Иако црквите се обидуваат со секакви средства и методи да ги задржат луѓето, сепак либерализмот и постмодернизмот ги испразнија црковните згради. Моje лично убедување е дека дел од причината зошто се случува тоа е бидејќи црквите ставија нагласок на погрешните нешта. Почнаа да користат алатки со кои се обидоа да го обликуваат жртвеникот и го направија таков што сега се наоѓаме во ситуацијата кога Бог е во сенка на се што се случува за време на богослужбите. Знам дека ова е чувствителна тема и не сакам да ме сватите погрешно. Јас сум еден од оние кои сакаат црковните згради да бидат добро уредени и на вистина да го дадеме најдоброто за Бог. Директно бев вклучен во уредувањето на една црковна зграда и тоа ми причини големо задоволство. Со години се обидував да го убедам одборот да вложи финансии за да се обнови инвентарот во црковната зграда. Сакам да има добро осветлување во црквата. Сакам да има убава музика и многу други нешта кои можат да бидат за слава на Бог. Но сигурен сум дека тоа не е суштината на верата. Кога ги украсуваме црквите, ги организираме програмите, постојано треба да се потсетуваме дека Господ Исус Христос е во центарот на се. И се што правиме треба да служи за луѓето подобро да го спознаат Него. Крстот треба да биде во центарот на се. Кога апостолот Павле беше во градот Коринт, таму сретна голем број луѓе кои беа философски настроени. За жал, дел од таа атмосфера се префрли и во црквата која ја започна. Со тек на време, дел од оние кои се нарекуваа христијани, почнаа да живеат како светот, бидејќи сакаа да бидат прифатени од светот. Некои од нив сакаа да аргументираат, да филозофираат и да бидат препознаени како големи интелектуалци. Во тоа време филозофите биле особено отворени кон оние кои кажувале нови филозофии, па и науки кои претходно не биле дискутирани. Дел од оние кои се нарекувале христијани сакале да го представат Исус како нова филозофија и со тоа да им се допаднат на многобожците. Павле знаел колку е тоа опасно и затоа во 1 Коринтијаните 2:2 пишува: Одлучив помеѓу вас да не знам ништо друго, освен Христос распнатиот. Без разлика колку убаво изгледа црковната зграда, без разлика колку е добра и организирана музиката, колку е образован проповедникот и колку се фини луѓето во црквата. Ако не го прославуваме и проповедаме Христос распнатиот, се останато нема вредност во Божите очи. За таквите цркви, Бог вели дека се осквернети. Најважното нешто во црквата треба да биде проповедањето и практикувањето на Божиот збор.
Не треба да чувствуваме каков било притисок да го украсиме Евангелието со цел да им се допадне на луѓето. Како што жртвеникот не требаше да биде декориран, така и Евангелието не треба да биде декорирано. Нашиот повик е да го проповедаме Исус Христос распнатиот. Тоа е нашата порака. Забележете што пишува во стих 26. И да не се качуваш по скали до жртвеникот мој, за да не се открие голотијата твоја. Се разбира дека градењето на скали ќе го олеснеше процесот на пристапување кон жртвеникот, но со оглед на тоа што во тоа време луѓето носиле наметки кои многу наликувале на денешните фустани. Тоа би значило дека нивната голотија би се открила. И Бог вели, не сакам да го гледам тоа. Лично сметам дека тука станува збор за телото и телесноста и дека Бог не сака нашата телесност да биде препрека во службата која ја вршиме за Него. На Бог не му се допаѓа кога правиме нешта водени од својата телесност или кога правиме нешто со цел другите да не видат. Затоа треба да бидеме особено внимателни кога му служиме. Нашиот повик како Божји слуги е да им го представиме Бог на луѓето, а не да се промовираме самите себе. Затоа не ми се допаѓа кога проповедам и некој после богослужбата да ми рече: проповедта беше убава. Мојата цел не е да проповедам убава проповед, туку на оние кои слушаат да им го представам прекрасниот Спасител. Најдобриот комплимент за која било проповед не треба да биде насочен кон самата проповед или кон проповедникот, туку кон Исус. Глава 21. Закони поврзани со односот на господарите и слугите. Во глава 21 се запишани неколку закони поврзани со меѓусебните односи на израелците. Првите неколку стихови зборуваат за односот помеѓу господарите и робовите, односно слугите. Иако за нас денес ова не е релевантно, во тоа време овие теми биле од особена важност. А ова се законите што ќе им ги објавиш. Ако купиш роб евреин, 6 години нека служи, а 7-та нека си оди слободен, без откуп. Со други зборови, еден евреин може да биде роб кај друг евреин само одреден период. Стихови 3 до 6. Ако дошол сам, сам нека си оди, а ако има жена, нека оди и жената со него. Ако пак неговиот господар му дал жена и таа му родила синови или ќерки, жената и децата нека останат на господарот негов, а тој нека си оди сам. Но ако робот, одговарајќи, рече: го сакам господарот мој, жената моја и децата мои, не сакам да одам и да бидам слободен, тогаш таквиот негов господар нека го доведе пред судот Божи и нека го постави пред вратата или на прагот, и таму неговиот господар да му го продупчи увото со шило, та да му остане вечен роб. Еве што значи овој закон. После 7-та година, секој евреин е ослободен од неговата должност како роб. Ако некој бил роб, по 7 години е слободен да си оди без да бара дозвола од господарот. Ако робот се оженил во тој период од 7 години, самиот тој е слободен да си замине, но неговата сопруга е должна да остане кај господарот, таа не е слободна. Ако рече: сакам да останам со сопругата и да му служам на господарот, господарот е обврзан да му го продупчи увото со шило. Ова е прекрасната предслика на Господ Исус Христос. Може би не ви е јасно како ова е предслика на Исус. Затоа дозволете ми да ви објаснам. Исус дојде на овој свет и зеде човечко тело. Сите ние бевме робови на гревот. Исус беше слободен и немаше потреба да умре на крстот. Но тој дојде на овој свет и стана слуга и остана покорен до самата смрт. Тој умре на крстот и преку неговата смрт и воскресение ја откупи невестата, односно црквата. За да биде заедно со неа, неговите раци и нозе беа прободени и тој умре на крстот. Писателот на Псалм 40 ги напишал следниве зборови: жртви и приноси ти не бараш, но ушите ми ги отвори, се паленица и жртва за грев ти не побара. Тогаш реков: еве, идам, во свитокот на книгата за мене е напишано: со задоволство ќе ја исполнам волјата Твоја, Боже мој. Твојот закон е во срцето мое. Овие зборови се однесуваат на Христос. Како го знам тоа? Ако го отворите посланието до евреите во глава 10, ќе ги прочитате следните стихови. Поради тоа, влегувајќи во светот, вели: жртви и дарови ти не посака, а тело ми приготви. Се паленици за гревот не ти се угодни. Кога Исус дојде на овој свет, неговото уво не беше прободено со шило, но неговите раци и нозе беа прободени. Тој можеше да го напушти овој свет без да умре, но рече:
Ја сакам црквата и сакам да ја платам цената која е потребна за да бидам со неа. Затоа умре на крстот. Овие стихови се прекрасна предслика на тоа што Господ Исус Христос го направи за секој еден од нас. Закони за повреди. Последните стихови имаме закони кои се однесуваат на повредите кои луѓето можат да се ги нанесат едни кон други, намерно или ненамерно. Стих 12. Кој ќе удри човек и тој умре, со смрт да се казни. Овие стихови се основата за смртната казна. Некои луѓе сметаат дека токму поради овој стих, оние кои тврдат дека веруваат во Бог, не смеат да одат во војска и да бидат активно вклучени во војна. Тоа е долга тема и не сакам да навлегувам во неа, но овие зборови не се однесуваат на воен контекст. Преку овој стих Бог го заштитува човечкиот живот и им кажува на израелците како да постапат со оние кои убиваат луѓе со умисла. Стих 13. Но ако тоа не го направил намерно, а Бог допуштил да падне под неговите раце, тогаш ќе ти определам место каде што може да побегне убиецот. Во Израел постојаа градови каде што можеа да прибегнат оние кои ненамерно убиле човек. Ако некој пак намерно го нападне својот ближен со цел да го убие на измама, оддалечи го и од жртвеникот мој, за да умре. Ако убиството е со умисла, убиецот треба да биде погубен. Од друга страна, ако станува за убиство кое е ненамерно или е резултат на одбрана од насилник, тогаш убиецот не треба да се казни со смрт. Забележете како Бог го заштити семејството, особено родителите. Стих 15. Кој ќе го удри таткото свој или мајката своја, да се погуби. Стих 16. Ако некој украде човек и го продаде, или се најде во негови раце, со смрт да заврши. Бог не го оправда постоењето на робството. Робовладетелството е систем кој постои поради гревот на човекот. Кој го проколнува таткото свој или мајката своја, со смрт да се казни. Кога некои мажи се скараат, па еден од нив удри друг со камен или со тупаница, но тој не умре, туку легне во постела. Па кога ќе стане, макар и со стап да се потпира, на оној што удрил нека му е просто, само денгубата да му ја надомести и за лекувањето да плати. На оној кој бил удрен и не можел да работи поради тоа, треба да му се дадат онолку дневници колку што лежал дома болен. Има и други вакви и слични на нив закони во книгата Излез. Нема да ги читаме сите, но ако ве интересираат, слободно можете да ги прочитате сами. Стихови 24 и 25. Око за око, зап за зап, рака за рака, нога за нога, изгоретина за изгоретина, рана за рана, повреда за повреда. Со други зборови, ова е закон на реципроцитет. Станува збор за закон кој треба да се почитува доколку сакаме да го заштитиме редот во општеството, но и вредноста на човечкиот живот. Бог им кажа на израелците како да живеат за на сите да им биде добро. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на следните две глави од книгата Излез. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.